Конституиран деветиот состав на Македонското собрание, председателското столче остана празно. Со седницата согласно собранискиот деловник денеска председаваше Трајко Велјановски. Тој останува таму се додека пратениците не изберат нов председател на собранието. Иако деловникот му овозможува на Велјановски да председава со седницата, од СДСМ сепак сметаа дека тоа е спротивно на законот. Се повикувате на членот 9, ставот 2, врз основа на тој член дека имате право да председавате, меѓутоа не го читате ставот 1, во кој што се укажува дека доколку поранешниот председател не ја свика седницата, ја свикува највозрастниот пратеник во собранието на Република Македонија и тој председава со таа седница која што ја свикува. Има секако разлика измеѓу праксата и деловникот и ја мислам дека деловникот преовладува во примената. И така треба да го прави. На денешната седница собранието ја формираше верификационата комисија која им ги верификуваше мандатите на сите 120 пратеници. ВМРО зафати 51 столче, СДСМ 49, ДУИ има 10, 5 се на БЕСА, 3 на Алијансата и 2 на ДПА кои денеска останаа празни бидејќи нивните пратеници не дојдоа во собранието. Комисијата констатира дека нема основ за оспорување на верификацијата на мандатите на 120 пратеници. Врз основа на изнесеното, а согласно член 13 од деловникот на Собранието на Република Македонија, верификационата комисија му предлага на Собранието на Република Македонија да ги верифицира мандатите на избраните пратеници во Собранието на Република Македонија. Уште еднаш честитки за изборот и желба за успешна работа. Иако денеска на дневен ред беше изборот на членови на Комисијата за избори и именувања како изборот на нов председател на собранието, партиите не успеале да се договорат пошто Велјановски ја прекина седницата. Од денеска тече и рокот од 10 дена во кој партиите можат да формираат постизборни коалиции. Доколку тоа не се случи, председателот Иванов мора мандатот за нова влада да му го додели на лидерот на ВМРО ДПМН како победничка партија на изборите. Груевски има рок од 20 дена да го формира својот кабинет и да му го предложи на собранието, кое е должно да се состане во рок од 10 дена. Доколку работите одат според оваа динамика, за очекување новата влада да биде избрана околу 10 февруари.